Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Точно е 7 часот и 34 минути. Малку касниме, но се подготвувавме за ова навистина важна емисија. Нема да ви кажуваме што е главната тема, сите знаеме што е главната тема во Македонија и нормално Радио Лидер се приклучува со главната тема. Ивица, ние дебатиравме за клубот Ванчо Михајлов тука на големо. И на широко, да. Дали на крај памет би ти паднало дека е можно Ламбе Алабаковски да е човекот кој собрал храброст да го запали овој клуб? Се сеќаваш дека имаше поише теории. Една од теориите беше дека бугарите сами си го запалиле клубот. Па после втора теорија дека беше некој од овие радикални групи, не знам, навивачи, чкембари, натаму наваму. На крај еден поп пеач кој сега сака да гради фолк кариера очигледно, еден човек што изгледа онака као на мравка да не би сгазил. Тој изгледа толку насмеано, фино. Никогаш не би помислил дека оној човек би можел да го направи он. Значи, проверувам една приказна која што излезе вчера, а таа е дека тој имал некоја семејна трагедија во Љубојно, врзана со периодот на бугарската окупација на Македонија. Па добро, ја или администрација како што тие нарекуваат. Не, меѓутоа ова било нешто, сакале впечаток да остават и некој близок пријател или некој член на семејството е убиен и оставен да виси за демек да им дое памет на сите да не прават отпор кон нив. Еве, сега ќе ти кажам, мојот прадедо Милан е првиот убиен партизан во Тиквешијата, во селото Барово. Тоа е на татко ми, на мајка ми дедој. И прабаба ми се уште била трудна со дедо ми, била бремена, се извинувам, додека се случило ова. Тој, неговото дело било тоа што како патар, како железничар, германски воз полн со оружје го фрлил во провалија, ги изместил шините нормално, знаејќи го тоа, и потоа заминал во партизанскиот одред, како еден од првите членови на тој партизански одред, кога го фатиле бугарите, го убиле и со моторцикл, неговото тело го влечеле низ сите села од тој регион. Чека, ова е твоја семејна приказна, семејна приказна, која што живее во семејството. Живее во семејството. Значи денеска негови потомци на браќа, сестри негови се околу 100 души, така? Сите, па можеби малку помалку. Добро, но сите растат со оваа приказна. Сите растат со оваа приказна и не само што сите растат со оваа приказна, сите кои ги познавам се навистина фрапирани од како тогаш ќе направиме, кажи ми, ревизија на историјата. Да, заедничка историја. Ова е заедничката историја. Ова е нашата заедничка. Да, ова е нашата заедничка историја. Но сега знаеш Ивица, Ламбе можеби веројатно и јас ради тоа го правдав палењето на Јас останам на оној мој став, знаеш, дека види, не можеш да правдаш во ред чин на противзаконски чин. Но секогаш нели е најбитно што доаѓа после но. Да, предно тоа е за да не те осудат јавно, за да не звучиш монструозно. Тоа е основата на прилагодувањето кон политичката коректност е тоа. Значи прво кажуваш све за да не ти земат за зло, па после става запирка и викаш но и уште една запирка и сега иде вистината од устата на Ивица Боцевски. Не, значи прво дента кога го формира оној клуб и го отвори оној клуб, што е одмав до Широксока, гледам до католичката црква, таа е на Широксока. Така? Да, веднаш. Значи дента коментиравме дека македонска држава таму не постоеше. Не постоеше. Таму беше подпредседателката на Бугарија, која што излегуваше со навредливи негативни изрази за македонскиот народ,
таму беше бугарскиот премиер Петков, кој што не беше толку агресивен, меѓутоа со ништо не покажа дека мисли спротивно. Што е најтрагично, немаше осуда, имаше некоја си така, не знам дали некоја тивко блага реакција на Пендаровски, која што тешко може да се нарече осуда, а пази сега, премиерот на оваа земја излезе и цитираше членови од Конвенција за човекови права на Совет на Европа, Замисли го апсурдот, со кој што го оправдуваше отварањето на центарот, пази, истата конвенција заради која што Бугарија има 14 пресуди. Ќе се вратиме на тоа, Само да им најавиме на слушателите дека негде за 15-20 минути во нашето студио доаѓа Драган Пешевски, адвокатот кој се понуди бесплатно да го брани, заедно со уште еден негов колега, бесплатно да го брани Ламбе Алабаковски во овој прогон. Драган Пешевски е познат скопски адвокат, и мене ме бранеше и ме брани се уште бесплатно во случајот на АНБ. Уставобранителите ги бранеше исто така бесплатно, голем дел од нив, Горан Ангелов и така натаму, оние луѓе кои се во затвор по 15 години за глупост, ги брани бесплатно. Човек кој секогаш кога ќе види дека правдата е лошо насочена кон него, го брани бесплатно. Сега ова промоција некој ќе каже затоа што се знаат по социјалните мрежи дека ние сме своевидни роднини со Драган, затоа што ми е кум, но навистина моравме да го викнеме. Како да кажам, професионализмот можеби не дозволува некој кој ти е роднина да го викнеш во студио, но не можев да издржам да не го поканам овде. Ова типо она српската кум ние дугме. Кум ние дугме, и по другите медиуми околу Ламбе. Ајде. Ламбе вчера, да им кажеме на слушателите, доби 8 дена притвор за палење на една најобична врата. Значи не е оштетен, нема материјална штета, ниту еден живот не е загрозен, ниту една било каква човечка жртва нема. Оштети една обична врата од фашистички клуб и за тоа човекот е во притвор. Додека Ламбе Алабаковски е во притвор, криминалци, како? Не знам, Драги Рашковски се шетани Ситимол, слободен граѓанин, фатен во милионски криминали. Сашо Мјалков се седи во домашен притвор? Не. Кој не е во домашен притвор? Не е во домашен притвор. Има само мерка за обезбедување, со пасош да иде у суд да се пријавува еднаш. Па зошто тогаш и го малтретираат Мухамед Зекири? Од политички разлози. Како бе секи па и од иста партија? Сашо Мјалков има правосилна пресуда и си седи во мериот. Ден Дончев го видовме како зема милионски суми, зема пари, повторно е слободен. Може во затворското деление на мериот. Да не е ова за шега. Да. Еден куп на криминалци, на злосторници од сите политички партии се шетаат слободно, луѓе кои нанеле милионски штети, Ламбе за една врата, за една најобична врата, го ставија 8 дена во притвор. Човекот нит го познавам, нит го знам, нит му ја слушам музиката, знам море од солзи, една песна знам од Ламбе Алабаковски, во животов као дете на радио негде сум ја слушал, веројатно. Но не можам да разберам како е можно да го ставиш овој човек 8 дена во притвор затоа што си ја обавил граѓанската должност, а тоа е да се спротивставиме сите на една фатална идеологија како што е фашизмот. Добра, може ли на поинаков начин да се спротивставиме? Како? На кој поинаков начин? Па да излегол, да речеме, со знак, парола. Излегоа многу луѓе напишаа, многу луѓе се побунија, многу луѓе кажаа се. Што добивме од тоа? Ништо. А уште една работа. И го видовте ли она квислиншко злодело на оној злосторник Оливер Спасовски вчера? Излегува прво нешто. Ја подкопува демократијата. Министер за внатрешни работи кажува дека ќе оди во притвор, еден осомничен во тој момент. Во притвор може. Притвор бара обвинителство кое треба да е издвоено од извршната власт. И притвор одредува судот кој исто така е издвоен од извршната власт. Во нашиот случај притвор одреди министер за внатрешни работи. Тоа е
подкопување, ќе разговараме за ова со адвокат. Не, ама чекај. Подкопување на сите можни процедури. Не заборајќи. Се целиот можен правен систем. Целта ја постигна, таа што е нивната цел. Кирил Петков го поздрави ова. Тие не го прават ова за македонската јавност. Тие го прават ова за Кирил Петков. Квислинзи. Тука ќе се согласам. Политичарите кои не работат за својот народ, не работат за оној кој ги гласа, туку работат за некоја од другата страна на границата, имаат само еден назив. Тој назив е квислинзи. Во историјата на човештвото тоа е последниот назив. Пред тоа ги викале пето колонаши, вакви онакви, но во современата историја за сите оние кои работат за друга држава и за друг народ, а за не оној кој ги плаќа, и тоа дебело ги плаќа и го крада, сите оние се... Види, не сакам да интелектуализирам, но види, од вакви чинови растат митови. Се согласуваш, Липчо? Од какви? Како овој на Ламбе. Ламбе утре да има концерт, ќе биде Rolling Stones во Македонија. Не само за концерт, мислам дека тој уште долго нема да плати ниту една сметка во ниту една кампана во Македонија. Па, веројатно. Долго. Веројатно. И не само тоа, види, кога на еден народ ќе му ги подсечеш крилата, кога ќе му го оспориш идентитетот, кога имаш власт која што ќе помага туѓинска власт да ти го спорува идентитетот, тогаш нормално е некаде тоа да избие. Ламбе, и мене ми е чудно, види, јас искрено, од Преспа навака, од подпишување на Преспанскиот договор навака, се плашам. Ова е бенигно. Јас се плашам од многу поопасни работи. Да се сеќаваме, проблемите, така ги викаат, нели, во Северна Ирска. Знаеш кога започна? Кога британската полиција во 68 година истепа мирни луѓе што протестирале. Ова е тоа. Потоа Ира се роди. Значи ти кога ќе ја сопреш пасивниот отпор. Ти кога ќе ги изгажиш луѓето. Акција реакција. Еве погледни што се случува сега. Овој човек и покрај тоа што види, јас сметам дека тој чин не е таков. Меѓутоа се придружувам и јас кон сите оние кои што како професорката Јасна Котевска велат, да му платиме за одбраната на Ламбе. И јас кажувам, кога ќе биде отворена жиро сметка, и јас ќе уплатам пари за таа. Значи, Ивица, нема потреба да плаќаме, денес го имаме адвокатот. Без разлика, види. Без разлика, треба бензин да плати да отиде до битоло. А чекај, каде е во моментов? Кај се наоѓа Ламбе, знаеме ли тоа? Или ја ќе прашаме адвокатот каде? Веројатно Драган подобро ќе знае да одговори на ова прашање, само ова да го дополнам. Денеска и протест има во Битола, не знам дали знаеш. Ванчо Михајлов е фашист. Да. Ванчо Михајлов е злосторник врз македонскиот народ. Ванчо Михајлов нарачувал убиства. Ванчо Михајлов колаборирал со Хитлер. Ванчо Михајлов колаборирал со Анте Павелич. Него бил цело време за војната за Загреб. Ванчо Михајлов колаборирал со бугарската фашистичка власт и бугарската фашистичка окупација. Палењето на онаа врата. И не само тоа, не заборај, во август 44 година нам ние во моментов најголемиот датум во историјата. За малку ќе бил ден на срамот. Тој дошол тука да прави некоја независна држава Македонија, знаеш? Да. Палењето на онаа врата од страна на овој очигледно кроток човек, очигледно мирен човек. Ја не сте го чулели Ламбе по интернет каде да пцуе, да биде, се работи за еден изузетно кроток човек, за еден верник, за човек кој живеел во странство и се вратил во Македонија затоа што веќе не можел да издржи да живее надвор од својата татковина, човек кој има странски пасош во раце. И се таков човек, кроток, пак ќе кажам, се одлучил за еден чин, се одлучил за едноставно во него добил некој порив и рекол не можам веќе, отишол го запалил овој објект. Некој би рекол сака да биде македонскиот Слави Трифунов, ќе видиме дали ќе почне политичка кариера откако ќе излезе од таму, но оној што го направил е еден чин на револт и ништо повеќе од тоа. Факт е тоа дека е чин на револт. Чин на револт врз фашизам. Прво, значи знаете што? Во Македонија, во овој момент антифашизмот Оливер Спасовски, оној Распоп Оливер Спасовски, антифашизмот го направи да биде кривично дело за кој и Оливер Распоп? И Оливер Распоп.
Па он за попима учено Значи да за биде. малку целиот овој Тие знаете, безбедносен систем ќе Сталин, ни биде. Оливер Спасовски, сите тие се За луѓе малку што- уште малку целиот систем ќе ни биде Распопи. Да, Овако. да. Значи, зборуваме за човек, Ивица. Зборуваме за човек кој осудува антифашизам и човек кој направил антифашисти. Ова е као 44-та, замислувате вие? Прва. 41-та, се извинувам. Кој кренал глас против фашизмот, одме или го убили или го затворили. Ова не се случува нас денес. Ова не може, нема друго објаснување за тоа што прави оваа власт. И да бидеме искрени, ако ова е цената за тој, веќе можем да кажем проклет датум, ексик, Каков датум? за преговори со ЕУ. Ама и покрај ова нивно понижување. Ако ова е И цената, покрај ова. ако цената е да се затвараат македонци, ако е цената овдека да ми се шетаат Ванчо Михеловисти, Мајор Джемос, тие статуите едно друго, ексик. Да ги подсетиме Ексик. слушателите на Радио Лидер дека за 10 минути го имаме нашиот гостин Драган Пешевски, адвокат со кој ќе продолжиме да разговараме на темата Ламбе Лабаковски. Ние и уште пред Драган ќе повторно ќе продолжиме да зборуваме за оваа тема, но во меѓувреме мора да нотираме нешто многу важно, а тоа не знам дали знаете дека нашиот јазик, македонскиот јазик во Обединетите нации ќе биде избришан од користење. Тоа е оној идентитет бетон кој ни го понудија со Преспанскиот договор, нашите властодржци. Замина да биде амбасадор во Обединетите Американски во Обединетите нации. Не го пуштија во Соединетите американски држави да универзитетскиот професор од приватен факултет Љубомир Данилов Фрчковски. И прво нешто што се случи е македонскиот јазик да го бришат. Не, вистина, значи Што значи ова, Боцевски? Не, прво мораме да го нотираме првиот успех на амбасадорот Фрчковски. Значи веднаш по неговото, тој завчера нели замина, така? А вчера гледаме дека го избришале македонскиот јазик. Ајде да видиме што направиле сега, да не значи донесена е препорака од службите во Обединетите нации во иднина кога станува збор за службениот јазик на Македонија, да не се користи терминот македонски јазик, туку јазик на Република Северна и така натаму. Или во акроним јазикот на РСМ. Значи веќе не постои македонски јазик, така? Не, го бришат од употреба. Значи во Обединетите нации кога пишуваат документи нивните службеници, ќе пишуваат јазикот на РСМ. Кога има официјални документи на Обединетите нации, ќе има јазикот на РСМ. Или јазикот на Па нели Република со Северна. Преспанскиот договор го спасивме? Па гледаме што спасиле со Преспанскиот договор. Значи Преспанскиот договор е извор на сето зло. Линија може да повлечеме од договорот за добрососедство и Преспанскиот договор што се случи со Ламбе. И нема крај на понижувањата. Нема крај. Значи ова е ненормално. Во Република Македонија во 2022 година. Значи промовираме и окей е тоа, нели? ЛГБТ права, промовираме права на нон-бинарни луѓе, Што е во ред? кои што се 0,000001, но 70 и кусур посто од оваа држава се македонци. Тие не може да се македонци, тие не може да имаат македонски јазик. Значи, не сега во Европа, во Обединети нации, замисли, не може да имаме македонци што зборуваат македонски. После се ова. Замисли се. После Само се ти ова, кажам, само ти кажам сега. Влакно, еве јас се кладам. Влакно нема да му фали на Фрчковски за оваа работа, затоа што така Да, функционира да оваа дадеме власт. награда некој да му ја запали фризурката. Не, затоа што така функционира оваа власт. Се шегувам. Меѓутоа, јас се сеќавам. Во 2008 година заради ваква работа, тогашниот амбасадор Блер им река во Европската унија, подоцна кандидат за председател, ќе настрадаш. Тој беше викнат во Скопје да објасни, затоа што и таму грците имаа некоја иницијатива во органите на ЕУ, во директоратот за документи, не е битно, вика, од сега па натаму да не се користи терминот македонски јазик, туку јазик на фиром тогаш, односно народ на фиром. Боцевски. Еј, Боцевски.
Го смени името, ајде. Пази, амбасадорот Фрчковски не настапуваше во собрание, само знаеш зашто? Само ти кажам. Затоа што таму ќе опрашува овие од опозицијата. Ќе опрашува што пишува во книгата на Глигоров за амфората од грците. За убиствата и така. Не, тоа, него имаме цела една трага. Тој беше многу близок, цела шарна револуција претходно беше близок со сите грчки амбасадори. Во моментот кога оваа земја беше нападната. Не отвараат фашистички клуб. Не затвараат кога некој ја пали вратата од тој фашистички клуб. Ни го ништат јазикот. Не крадат. Масовно не крадат. Милиони ни крадат секој ден. Живеат на наша сметка за да не уништуваат. Доколку на наредните избори гласате за Социјалдемократскиот сојуз при здрав памет и здрава разум, вие сте најголем непријател на себе си, на своите деца и на своето минато. Друго објаснување за ова што се прави. Работа на нас новинарите е да бидеме објективни и ќе бидеме објективни. Работа на нас новинарите е да ги прикажеме сите страни и ќе ги прикажеме сите страни. Еве утре достоинствено овде ќе седне Стефан Богоев, ако не се лажам, подпредседател на СДСМ. Борете се тоа. Но луѓе, не можеш да тргнеш против себе. Не можеш да го поддржиш ова зло, ова лудило што се случува. Не може фашизам да стане идеологија до ниво доколку и се спротиставиш да те ставаат во притвор или во затвор. Не може, знаете, не може ние, ова е као Михајло Апостолски да го некој македонска држава да постоела, знаете, да била суверена, самостојна, да се декларирала себе си како против фашизмот и да го затворила Михајло Апостолски затоа што кренал раце против фашизмот, против окупацијата. Бугарите ќе го затвориле и ќе го убиеле, да го фателе. Или бугарска квисничка власт каква што имаме, очигледно. А инаку знаеш дека него кога го гледале македонците, имало дури онакви спонтани ситуации, тој се бранело тоа. Сакале да му ги бакнуваат политите и оние како се викаат офицерските што му се генералските ознаки на ракавите. Затоа што, пази, генерал Македонец, знаеш што значило тоа во нивната свест? Генерал Македонец, што се бори за независна Македонија. И факт е, дали тој за бугарската власт тогашна е злосторник? Да. Дали за нас македонците е херои? Во Македонија, во денешна Македонија, генерали губат титула на генерали, ги разрешуваат од тоа да бидат генерали, им даваат мали некои единици само затоа што не сакаат да го тргнат нас Македонија. Јас го слушнав тоа, дури не само тоа, знаеш до кај се одоло? Се прави анализа на објавите на во социјални мрежи на генералите. И кој го прави? Тоа го прави двете министерки од СДСМ што беа и нивниот апарат. Да. И замислете, па добро бе луѓе, еве ги повикуваме генералите. Онаква неписмена, што тие зборови ќе ги употребам, славјанка. Оној партиски апаратчик славјанка, вас да ви анализира што работите. Луѓе кои сте способни да примите куршум за Македонија. Па не сите тие се ветерани од 2001, пази. Нема генерал во Македонија кој што не е ветеран од 2001. Славјанка. Еве, твоја генерација, дечко што бил на војна академија, може да стигне до генерал? Не може. Дури моја генерација е проблем. Моја генерација све се генерали после војна. Не сме таа генерал. После војна сите генерали. Зборуваме, еве, ја имам 44 години. Тешко да нешто 44 години генерал. Имаме од еден слушател интересен коментар, вели. Што вели? Ме нервира дволичноста на луѓето кои ја палеа канцеларијата на Ѓорги Иванов. Инаку само парично ги осудија. И ги плачеа. Го плачеа Здравко Савевски затоа што само парично е. Чекај, Здравко заврши тој процес. Заврши парично го кажа. А тој се фалеше на Facebook дека го направил тоа. Се сеќаваш? Инаку прифаќам дека антифашистичката борба ги оправдува постапките, вели нашиот случател. Може би ќе беше побезбедно да го филуваше дувлото како Амбер што го филуваше креветот на Џони Деп. Види се, дај да не правиме паралели. Да, но не правиме паралели. Во однос на она со Ѓорги Иванов. Таму имаше материјална штета. Таму крадеа компјутери
овие борциве за слобода од лаптопи украдов. Знаеш што можам да го споредам ова? Ова можам да го споредам. Се сеќаваш ли на оној после стана и политичар, оној францускиот фармер кој што влета со трактор во Макдоналдс? Проверете дали е стигнат нашиот гост. Се сеќаваш? Стигнате? Се сеќаваш на оној францускиот фармер што влета со трактор да го сруши Макдоналдс како протест против глобализацијата? И таму реакцијата на француската јавност него го амнестираше, еве, од очигледно злодало, и се собра дури и фонд за да му помогнат. Да го оставиме фармерот во Франција. Фармерот во Франција се борел против некој имагинарен непријател. Да, види, овој се бори кон фашизмот кој е реален во Македонија и нема никаква споредба. Одиме со реклами по кој нашиот гостин адвокатот Драган Пешевски влегува во студиото на Радио Лидер. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. Секогаш и секаде со само еден повик. Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070 250 857. Сакаш да станеш милионер? Нова супер акција во Sport Life. Собери најмногу тикети со еден промашен натпревар и освој 1 милион денари. Акцијата трае од 19 април до 16 мај. Вашиот тикет вреди повеќе. Во Sport Life. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. Лабораториски анализи по светски стандарди со најсовремена лабораториска опрема. Доверете го вашето здравје во рацете на професионалци, целосно посветени на изработка на брзи, прецизни и точни резултати. Локација Аеродром позади Тобако 2. Телефон 070 282 245. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. За вас и за вашето здравје. Кога авантурата те повикува, биди подготвен. Опреми се во SkyMoto. Се за тебе и твојот мотор. Топ брендови, најповолни цени. Ем заштитен, ем скуцкан од глава до пети. Опреми се за авантура во SkyMoto. skymoto.com.mk. Лидер FM 107,4. Lider.mk. Се враќаме во студиото на Радио Лидер. Нашиот гостин, адвокатот Драган Пешевски, пристигна. Пешевски, кривичното дело за кое го гонат Ламбе е предизвикување општа опасност, член 288. Кој е од кривичен законник? Опасност која е предизвикал Ламбе? Прво, по мое мислење, значи тоа повеќе пати го спомнав и вчера, битието на ова дело не е исполнето. Битието на ова дело подразбира да се предизвика пожар, поплава, со кое што ќе бидат или загрозени здравјето на луѓето, односно на голем број луѓе, или ќе биде предизвикана значителна материјална штета. Значи, тој е членот по кој што го гонат. Тој е членот по кој што го гонат. Член 288 од КЗ. Добро. Од казна законник се разборуваме. Кривичен законник на Република Македонија. Во конкретниот случај нити здравјето на било кој е загрозено, затоа што во моментот културниот центар е празен. Нема луѓе таму. Нити па ја гледам дека е предизвикана значителна материјална штета, односно изгорена една максимум 500 евра. Па не верувам дека е ни 500 евра. Не, добро, сега е малку дрвото поскапено тоа одработено. Јас со инфлација ја пресметувам 500 евра. Дрвена, стаклена врата е во прашливо. Да. Тоа е севкупната штета предизвикана од целиот настан. Внатре не е ништо оштетено и така. Колку што знам, ништо не е. А каква е оваа тенденција за вакво? Еве, вие сигурно имате клиенти, пошто сте кривичар, имате клиенти вакви, кој направил тепачка, кој направил некој ситен ваков работ, кој отишол искршил кола. Има деликвенти во општеството нормално, но 8 дена притвор
на некој да му дадат за вакво дело, имате ли во вашата правна пракса? Прво да се разбереме, 8 дена е краткотраен притвор. Тоа не значи дека притворот ќе трае 8 дена. Затоа што во тие 8 дена би требало некако да заврши постапката. Доколку не заврши, тој притвор ќе биде продолжен со уште 30 дена. А ова е само почеток. Тоа е почетокот. Краткотраениот притвор е А почетокот. како треба да заврши постапката? Што значи тоа се? Доколку заврши кривично правната постапка со ослободителна или со осудителна пресуда во рокот тие 8 дена. А не може може да тоа? го Не, Па не, добро, вие може верувам. побрзо постапка да го осудат. Пак, така почна министерот вчера, дека он веќе ја заврши постапката. Он уште пред да почне постапката вчера ја заврши, каже дека брзо А чекај, е завршена истата, побара и притвор. а како Апсолутно нема право. вчера ја го гледам Оливер Спасовски, од кога тоа министри за внатрешни работи притвори почна да одредуваат? По која логика? Не знам, ја мислам, не знам дали беше вчера некој залет додека ја даваше изјавата или намерно сгреши. Па Министерство за внатрешни работи, министер за внатрешни работи побара притвор. Што е пуште поинтересно доби притвор. Кажи ми, дали тоа те отвара тебе како адвокат да бараш пред Уставниот суд или пред Европскиот суд за човекови права заштита на правата на твојот клиент, Ламбе Лабаковски? Само се извинам, јас се понудив, Да. јас се понудив да му пружам правна јасно, помош на да. Ламбе Лабаковски. Ламбе Лабаковски дознам дека има друг бранител, на кој што му давам апсолутна подршка, кој што лично го познавам. Кој му е бранител? Адвокат Драган Георгиев. Работев кај него 8 години. А, од Скопје, така? Да. Добро. Мислам дека и во роднинска врска Во сте роднинска некој. врска сме, он ми е вујко. Да, Аха. значи вујкот ми е адвокат. Да. Добро. Како што ми кажа, он жена, предметот сепак е во фамилијата. Не, Предметот сепак чекај е се во да се вратиме фамилија. сега. Пружава основа да се бара поништување на целата постапка заради арбитрерност, политички прогон и така натаму, затоа што имаме изјава на министер за полиција кој што бара притвор. имаме изјава на министер, но сепак процедурата сметам дека е запазена. На крај сепак обвинителство го побара Добро. притворот. А го одреди судот. А ако се докаже во меѓувреме дека имало некаков притисок врз едната и другата институција, тоа е више Па основ... јавен збор не е притисок. Цела држава види. Цела држава виде. Цела држава види. Цела држава виде, ама мислам Да, голема невнимателност е тоа, нели? огромна недозволива невнимателност. Ама не е невнимателност, мислам ова е дека намера. мислам дека не е ни прв пат. Не е прв пат. Мислам дека не е ни прв пат. Еве, Да си дозволи Министерство за внатрешни работи. еве, велат дека не е прв пат министерот Спасовски да побара притвор, ми пишуваат колегите од информативната редакција, велат Оливер Спасовски на Канал 5 своевремено побарал притвор за Миле Јанакиевски, за Кирил Божиновски и Сабајлето ги собрале и двајцата и пред да ги извадат пред судија на претходна постапка, директно ги однеле во шутка. Еве, Вчера прочитав интересен статус, поради опсењето на Ламбе Лабаковски одреден 30-дневен притвор за Миле Јанакиевски. да. Иако види Миле не би се смеел да го слушне ова. Не, мислам дека Миле Јанакиевски на толку кривични дела радо би прифатил да одговара и за ова. Значи, Драга, најде зашто сме... Само да се разбереме, у Да. поглед на правната квалификација, Да. имаме член во Закон за прекршоци против јавниот ред и мир, член 27, кој што го подразбира, значи тоа битие на тоа дело е ова што се има случајно. Значи, не е- Оштетување на значи, јавни згради и предмет е за нивни инсталации. прекршочна постапка? Според мене, делувањето на Ламбе Лабаковски и неговото противправно делание е во сферата на прекршоците. А Не во кривична постапка. По мене, по моје лично морате видување. прашам, многумина направија паралела со демолирањето на председателскиот кабинет за време на шарената револуција Добро. и ова што Ламбе го направи. Како заврши целата таа сторија околу кажа Лјупчо дека завршило со некои парични казни, што значи предпоставам дека Мислам дека не сум 100% сигурен, нити Добро. многу сакам да коментирам предмети во кои што не сум учествувал, ама мислам дека заврши со осудителна пресуда со парична казна за Здравко Савевски. како Да, кривично уште дело еден. или како Можеби, како кривично дело. Како кривично дело, дело, не знам по кој член. Можеби беше истото, предизвикување општа опасност. Ама сметам дека двете ситуации се неспоредливи. Зошто? Неспоредливи, прва работа, тука имаме таму гореше канцеларијата внатре. културен во наводници центар кој што е отворен. Вчера Стојанче Ангелов беше апсолутно право за тоа што го кажа. Да се понуди господинот Ангелов доколку сакаме денес да не биде гост и не сега ми пиша на оваа тема, но утре наутро од 7:30 ќе го имаме него. Центарот беше направен, убаво кажа Стојанче, центарот беше направен за да биде запален.
Дури мислам дека ако не го запалеше Ламбе, може би самите ќе си го запалеа. Се отвори културен центар. Не, очигледна провокација. Кој што носи име на фашист, Михајлов. Да. на соработник на фашисти. А и зашто е културен центар, не знам и кои заслуги ги има Ванчо Михајлов за културата било каде, не само у Македонија. И сега на таква провокација државата дозволува, државата те понижува да ти го... Јас се осеќам понижено за тој центар. Сите се осетивме понижено. Тоа се виде вчера на социјалните мрежи. Ја не видов некој да го осуди Ламбе Лабакос. Ја не видов. Дури истото Освен Оливер Спасовски. Дури истото и го напиша Не, во Фејсбук. имаше еден дел од оваа НВО Добра. заедница која што го поздрави брзината на постапката. Поздрави Добро, правна има држава. такви неколку души класика што Добра класика, ма Тоа се маргиналци на Не, маргиналци. не само тоа, меѓутоа потоа гледам дека некој од нив си го гасија профилите. Така што можам да замислам која била реакција на нивните пријатели. Сосем е можно. Да. Добро, важно откако вчера брзо ја завршија Уште акцијата. една информација, Здравко Савевски и Владимир Куновски се осудени за канцеларијата на Иванов, имаат условна пресуда со парична казна и многу интересно дека на оваа условна пресуда со парична казна за очигледна штета. Таму и фалеа работи, компјутери беа окрадени, некој не се лажеше. точно. Овие двајца, Хелсиншкиот комитет реагирал дека ова е проблем во судството, дека што судството ги осудило овие Да двајца. се кладиме дека А каде е сега Хелсиншки? Не би Хелсински вака поддржи. Колку луѓе влегоа па во канцеларијата на Ѓорѓе Иванов? Зашто па само нив двајца ги? Точно. И тука си Зашто во право. зашто па само нив И двајца ги тука осудија? си во право. И тука си целосно во право. Ама каде е сега Хелсиншки комитет за овој притвор? Еве, за вакви слични мали дела што се случиле во пракса. Колку често во твојата судска пракса си видел луѓето да бидат ставени во притвор? Особено Особено кога се работи за човек, се работи за човек кој е јавно познат, кој нема кривични дела во минатото, особено кога се работи за човек кој ужива некаков углед во нашето општество. колку што ми е познат. Притворот краткотраен му е одреден и така може да биде одреден поради опасност од бегство, заради тоа што поседува и странско државјанство, односно странска патна исправа. Он поседувал, како што разбрав, амерички пасош. Или австралиски, така. Не е битно. Мислам дека американски. Американски тоа со Австралија беше нека некој превид беше. Добро, еве и да е така. Не е битно, добро. Важно Али странски мислам дека тежината на делот, па дури еве и да го сторил, предвидената казна, не треба да биде, значи притворот кај нас. Ова е мислам стално пракса. Притворот кај нас се користи како казна, а не како мерка за обезбедување присуство. Ова вчера сите го доживуваме за Ламбе Лабаковски притворот како казна према него. А не како мерка за да му го обезбедиме присуството во паничка постапка. Исто. Човек кој го признал делото. Човекот не бегал. Никаде не бегал. Значи, Човекот се појавува сега. Одземи му е патната исправа. Дај му задолжување да се јавува во суд еднашка неделно, еднашка месечно, било како. Зашто го ставаш во притвор? Странската патна исправа, иначе да знаете, со странска патна исправа не можете да излезете од Македонија ако сте жител на Македонија. Нашиот законодавец предвидел цела лепеза мерки за обезбедување присуство на обвинет во постапка. Најстрогата не е секојаш решение. Затоа сме критикувани. Како држава. Ама ова беше вчера бомбастично. Мислам дека и политиката умеша прсти во овој предмет, Како бе не умеша? Чекај. Дури мислам дека и меѓународниот фактор, односно бугарскиот фактор исто така Не меѓународниот. Бугарија стана меѓународниот, бугарскиот фактор. Да. Па вчера Кирил Петков. Јас мислам дека целата работа беше за Кирил Петков да ги пофали, замисли. Тоа сакав да кажем, они вчера добија пофалница. Замисли, не тоа бе треба за да ги гласа народ. Кирил Петков ли ги гласа? Не сум политичар, јас сум правник, сепак, ама морав да забележам дека добија за апсење на македонски државјанин пофалница од политичари на странска држава. Ти си ми пробоно адвокат во еден случај каде што јас се бранам, нема да го злоупотребуваме просторов за тоа дека сум го направил тоа од јавен интерес, сум објавил класифицирани документи, еве трае ќе видиме како ќе заврши. Но Ламбе Лабаковски може ли да ја базира својата одбрана дека ова го направил едноставно луѓе, не може антифашизмот да биде кривично дело. Не може антифашизам да биде кривично дело. Тоа е интересна теза, но кај нас во законодавството, за разлика од америчкото, ќе ги земам нив две,
не се утврдува мотивот на застарување на кривичните дела. Скоро никогаш. Кај нас се утврдува време, место и начин на старување. А зошто? Не знам зашто. Не сум ги пишал законите, ја ги практицирам законите. Ама не, види, кога сега читаме, ја те разбирам. драги, тебе ти идејата за правда во конкретниот случај. драги, Правдата е идеал, правото ни е алатка за да Ама не стигнеме до така, таму. бе, Ама него. кај нас таква е алатката во моментот. Него, Драган, кога читаме ние пресуди, дури најбезвезе пресуди, американски, германски, француски. Значи, првиот дел диспозитивот, нели, што го викаме на пресудата, пред да тргнеме на правничкото член овој, член оној, првиот дел на пресудата, буквално јас и Љупчо можеме во емисија да го прочитаме, зашто се повикува на такви работи, на правда, на вредности. Значи, пази, пресуда да речеме скршил некој прозор. Да. Повторно во првиот дел, судијата во една максимална креативност, таму се многу писмени судиите, не само таму, во цел свет, во Грција ве да отидеме така е. И нашите се Да, писмени. не Да, се. да. Има. Судиите сметам дека не се писмени. О, Кати се виде на што личи. Тука не се. Ама не е судил Ама чекай сега. најобидните. Пресудите јас Катица мислам дека се беше поставена на местото кога беше поставена. Јас кога читам дел од пресудите, види се, јас 15 години сум колумнист, значи некој ме плаќа за тоа што го пишувам. Со Љупчо ме ангажирал еве тука заедно со него емисија да правиме. Предпоставам дека сум писмен и го владеа македонскиот јазик. Пресуди, ја не знам што пише во пресудата, искрено. Луѓе се осудени за затвор, за парична казна. Ја мислам дека нормален човек македонец не може да разбере зошто е осуден. Не заради правничкиот дел. Тоа е едно такво збрка целосно заради ова, па заради она, па некоја запирка, што не е местото и така натаму. Значи, И се почекаме антифашизмот во Македонија, јас го запалив тоа, да излезам, јас го запалив тоа од антифашистички побуди, од побуди што ова представува злодело врз македонскиот народ да отвори Жваков центар. Тоа знаеш, замисли сега ти некој да им отиде у Тел-Авив или у Ерусалим и да им отвори културен клуб Адолф Хитлер. Па така му доаѓа. Така му доаѓа. И сега они мислам тоа ќе биде запален, прво нема да дозволи државата Израел да се отвори затоа што е сериозна држава, а второ доколку се најде таму некој Заев, некој Тачи и го отвори тоа. Или во Источен Ерусалим да им отворат Ариел Шарон. Да. Па истото ќе биде нормално. Значи, сега, самото тоа што овој подвиг, правниот систем тука, самата регистрација е проблем на правниот систем. Министерството за правда има како? Подвиг го нарече се. Да, отиде на подвиг. Тргна од Па ова што го прави, тргна од граѓански чин, стигна до подвиг. ова што го прави што го направи Ламбе Алабаковски со точачето и со бојата е подвиг. Знаеш? Те разбирам на кај целиш и ќе ти кажем најотворено. Извини вака. Абе не се извинува. Но во Македонија има толку професионални патриоти. Секој месец од диаспора земаат пари за да бидат патриоти. И тоа има? И црква ги финансира и диаспора за име да прави. Има бе у Македонија има професионални, па има 10 организации меѓу кои Светски македонски конгрес. А човек како се мерат според модри гради и се Значи имаш у Македонија еден тон професионални патриоти. Од една страна. Имаш навивачки групи, де вакви ултраси, де такви ултраси. Имаш луѓе кои се нешто таму на социјалните мрежи ја бранат Македонија, се прават многу паметни и од сите нив никој не реагира на културниот клуб на овој осуден фашист и искача еден Ламбе Алабаковски, каде што буквално мене на крај памет, со било кој друг да ми го спореда, да овој го запали или Ламбе, никош не би рекол дека Ламбе би го запалил културниот клуб. Дечко се качува на точаче, што зима таму, не знам, со бензин или што палел, оди им ја пали вратата. Каде се бе овие големи патриоти македонски што пари зимаат за да бидат македонски патриоти? На Фейсбук. Затоа вчера ме праша поише луѓе што вика според твое мислење треба да добие Ламбе за сторенот. Медаља, орден дајте му на Ламбе. Тоа треба да добие Ламбе за сторенот. Сега ми е јасно во кое друштво се движиш. Сега ми е јасно во кое друштво се движиш. Значи, антифашизмот е цивилизацијска придобивка. Да. Фашизмот ние сме и држава е антицивилизацијска идеологија. Ние сме држава која што е створена на антифашистички темели. Немаш сега ти да го осудиш, оние што ја запалиле сега полициската станица у Прилеп на 11 октомври кога почнале револуција и каблите што ги скинале на столбовите,
и сега они ја нарушиле како беше што опасност доведиле Што е право, администрацијата во тој период би ги судела нив, би ги ставила притвор сигурно. Повторно ќе имаме фашистичка администрација. Хрватска конечно се врати на она на Јосип Брз Тито дека Анте Павелич е најголем злосторник во историјата на хрватскиот народ и најголем злотвор за хрватскиот народ. Значи, и вие модерна Хрватска е дека е базирана на антифашистичката борба на хрватскиот народ против НДХ. Значи тоа е основот на модерна Република Хрватска. Да. И модерна Бугарија. Па Георги Димитров како еден символ на светскиот отпор против фашизмот ја направи модерна Бугарија. Денес во модерна Бугарија тоа е проблемот. Затоа ние го имаме ова што го имаме. Затоа ни отвараат фашистички клубови во Македонија. Ама нели Радев се повикува таа традиција? Модерна Бугарија. Добро. Модерна Бугарија, денешната Бугарија. Георги Димитров го смета за свој најомразена фигура во модерна Бугарија се две личности. Георги Димитров и Јане Сандански. А ние пошто го памтиме Георги Димитров по оној процес за запалење на Рајстагот, кога тој гордо пред една фашистичка власт застана од име на принципи на слобода и демократија да Георги Димитров го нападне фашизмот. Точно. Георги Димитров, икона на светскиот антифашизам. Георги Димитров е човек, има гимназија у Скопје, него се вика. А мислам дека во Бугарија веќе нема. Георги Димитров е човек, нема во Бугарија ни улица, ни школа. Георги Димитров во Македонија има и треба да има, затоа што Георги Димитров со Бледскиот договор признавам дека постои македонски народ во Бугарија, прифаќа да ја ревидира бугарската историја и учебниците по историја во Бугарија кои негираат македонски. И за малку ќе бевме во иста држава, да не беше Сталин. За малку ќе бевме во иста држава, имаше обиди. Факт, меѓутоа, ај сега да се вратиме на Ламбе, нели? Да. Тоа е темата. Значи, како ќе тече сега постапката, да знаеме, значи, да знаат и нашите слушатели гледачи. Во моментов стварно не знам каква ќе биде одбраната, дали ќе биде пасивна одбрана, дали ќе биде активна одбрана, дали има намера Ламбе да признае вина или има намера да даде. Не, тече постапката, тоа да прашувам. Одбраната да не ја коментирам. Добро, а може ли Ламбе да каже ја го направив ова, ама не се чувствувам виновен? Може. Па веќе го кажа. Може да каже, ја кажав што сум направил и ги признавам моите делања, но сметам дека моите делања не го исполнуваат битието на ова кривично дело. Или може тоа да го каже. Или на било кој друго кривично дело. Тоа може да го каже. Како системот сега ќе реагира кон него? Што се следните? Системот е вака. Значи сега му е определен притвор. Добро, притвор во притвор ако не се. Каде е во притвор? Ќе дознам, ќе ви кажам, можно да е во Прилеп во притвор. Не. Можно е, ама од практични причини сметам дека е во некој од притворите во тој дел на Македонија. Значи во јужниот дел. Да. Постапката ќе иде на следен начин. За некој време ќе добие обвинителен предлог. Па по обвинителниот предлог можеби ќе проба да се спогодува со јавниот обвинител, па можеби ќе дојде до спогодба која што треба да ја подпише судијата на претходна постапка. Во спротивно ќе почне класичен процес судски во кој што ќе се докажува. Така? Да. Док може па и нема да му одговара спогодбата која што ќе биде понудена, па без разлика дали он признава вина или не, сепак ќе почне судски процес. Така, значи во секој тука судот ќе има тешка работа според мене. Судот ќе има најтешката работа затоа што судот од една страна ќе има притисок од власта, од друга страна ама не да го видам тој јунак судија. На социјални мрежи вчера видовме каква беше реакцијата на народот. Да. Сега пресудите не се носат во името на власта на Република Македонија, пресудите се носат во името на граѓаните на Република Македонија. Значи пресудите, судијата суди во име на народот. Судијата, значи судската власт е посебна власт во државата. Имаме трипартитна подоба на власт. Судијата суди во наше име. Нашата пресуда вчера ја видовме. Да го видам судијата кој што ќе даде спортивна пресуда. Ајде да го видам тој јунак судија кој што ќе не е пријатно да правиме сега притисок врз истото, но сепак види се, јас сум приватно лице и еве ја вршам притисок кон судијата, еве јавно кажам. Ајде сега затворете ме. Слободно. Ја вршам притисок кон судијата и му велам дека доколку судијата било кој да е, дали е машко или е женско, дали е македонец или од другите етнички групи, било кој да е, доколку го осуди Ламбе Алабаковски за ова дело, тој судија директно поддржува фашизам во Македонија и ќе го ставиме во нашата историја на столбот на срамот. На столбот на срамот заедно со останатите фашисти како Ванчо Михајлов,
како Гюзелов, како Чкатров, како луѓе кои соработувале со бугарските власти, ќе го ставиме на столбот на срамот на оние кои ги убиваа нашите дедовци и прадедовци и ќе го заживее духот на бугарската фашистичка окупација во Македонија, така што веќе не може да го гледаме на тој човек како еден граѓанин со здрав дух. Со интегритет. Сега обвинителство вас ви оставам. Слободно, притисок вршен кон судот. Не, види, знаеш што е, зад Љупчо нема ниту еден пендрак, нема формирана полициска формација, нема инструменти на власт. Значи, тоа е приватно лице, тој може што сака да збори. За мене За мене апсолутно дека не прави кривично дело, ова не е Апсолутно не е кривично дело. Ово изразување мислење апсолутно. Ако ве дека не соберете забавно место. Добре, ти си навикнат. Јас сум навикнат. Мене више во суд планирате канцеларија да ми А дадат. чекай, те повика на распит за ова, Зашо? за тоа што те обвинува Анаба? Ние сме веќе длабоко во Ние процес. сме длабоко во судски процес. Ова како каже. Ние таму сме се докажуваме. Сме се овако што. Да? Да, јас ја планирам да ја дам клучната изјава кој ми ги дал снимките. Па ја дадене ли вчера? Не, мислам дека беше Заев, можда беше Шојк, не се сеќавам пијан бев. Не коментирај судски процес. Да не коментирам. Добре, ајде се Значи, враќаме, да бидеме сериозни, добре. ова не коментирај судски процеси, не доведе до тука да прави Не, ама не коментира на кој се однесува тоа, не коментира судски процеси. Се однесува на тој што треба да ја спроведе пресудата. Да. А меѓутоа не може тоа да важи, да речеме, за општата јавност, како за мене и за тебе, на ние должност. Затоа што нели во име на народот се носат пресудите. Да. Јавноста, Мене ми е должност вака да го советувам затоа што го бранам. ама не, како се формира јавното мислење, вака се формира, нели? Да. Во една општа дебата, така? Да. Друго, академската заедница. Мислам, мене ми е, како да ти кажам, јас и Љупчо сме политолози, меѓутоа сме завршили на правен факултет. Јас кога ќе видам излегува професор на правен факултет, кој што нема никаква врска со судство и обвинителство, вика судските пресуди не се коментираат. Бе, тој правен факултет постои за да се коментираат. За да се коментира, да. Значи, што е научен труд на правник, еве? Он е експерт по право, мислам. Ама што е научен труд на професор на право, да коментира судски пресуди? Да. Па тоа му е работа. И се види. Не може да коментира Оливер Спасовски судски. И не само тоа, сме гледале Американ или О.Џ. Симпсон, вие мали сте, не се требате. Го имам документарец од на Netflix. Меѓутоа, пази, цела Америка сопре го гледаат судењето на О.Џ. Симпсон. Цела Америка сопре или она која беше. А зашто ние немаме директни преноси од судење? Види, сакам да те прашам, драги. Во Бразил, јако бев, за мене беше стварно едно интересно откритие. Постои ТВ канал, се вика ТВ Жустиса или ТВ Правда. Добро. Каде што во живо одат сите седници на Уставниот суд, сите седници на Врховниот суд, сите седници на апелациите ширум Бразил и плюс уредништвото на каналот, кое што се состои од врвни правници номинирани од судовите. Кои што ги коментираат? Да, не, уредништвото бира од основни судови кои што исто така се емитуваат или затоа што не федерација се од судовите на федералните единки, па дури има, знаеш, и трет степен има и оние општински судови кои што се паралелни, нели? И тоа се емитува во јавност. И види, за мене беше уживање да наблюдувам која писменост, види, која во Америка нема, види, нема државен ТВ канал кој што тоа го прави. Ваму го има. Не бе, во Америка судовите на нивните вебсајтови си ги ставаат сите судења. Не, меѓутоа ова, види, ова за мене, пази, јас би сакал да има ТВ канал судството во Македонија, кај што ќе гледам сите седници на Уставен суд во живо. Ама не, знаеш, ти знаеш дека Уставен суд во Македонија, извини, самиот одлучи дека нема да заседава јавно. Тоа е вон памет. Знаеш ли зошто? Па што јавно ли ќе кажат, абе слушај, ни рекол од влада ова да го избуткаме. Да. Ако го значи они буквално сега Уставен суд у Македонија сите тие што седат со убавите мантили што ги води Добрила Кацарска, што е скандал сам по себе. Човек што нема никаква врска со уставно право води Уставен суд. Нема критериумите за избор на Уставен судија се тие. Да ја одредат на истакнати правници и ништо повеќе. Па и ти си истакнат правник. Ова, еве сега тука си истакнат. Зашто не сум ти кажал ова? И мислам би сакал да ги гледам во живо. И на судски, и на судски седниците. Не, чека да ти кажам нешто на главната тема. Викендов имав една интересна средба на нивно барање со еден интересен круг на стари суди кои што замолија
и рекоа со име и со презиме, не сум ти го кажал ова. Добре. Јас, меѓутоа и Лјупчо Златев беше потенцирано да отидеме, затоа што сме имале право, на следна седница на судскиот совет. Овие старите суди се револтирани од тоа колку паднало нивото на расправи на судскиот совет, каде што треба да судиите сами да вршат ревизија на работа, нели, на судиите, да бираат суди, така што имаш покана, еве, во име на старите Прво суди. да го спасиме Ламбе, после тоа ќе го спасуваме цело судство Македонија. Во овој момент Лјупчо е тоа, добро. во овој момент најважно е Добро. да не дозволиме како јавност, да не дозволиме како народ ова да биде секое чудо за 3 дена. Да. И да го заборавиме сега човеков, овие да го осудат и никому ништо, затоа што таков хероизам ние гледај до кај стигнавме, затоа што сите ги заборавивме уставобранителите. Ги заборавивме стотиците кои се под политички прогон во Македонија. Не смееме да ги заборавиме и затоа Ламбе не смееме да го заборавиме, каков таков наш шит, тој си. Гласувам. Значи, може море од солзи не ви е убава песна, нема врска, може она што го прави како музика не ви се допаѓа, имате право на тоа, но Ламбе е Ламбе затоа што го направил она што го направил, а тоа он го реализираше сите тоа што ние го посакувавме во себе. Нас сме исто го прочитав вчера. Не знам ника дали знаете, Ламбе пред да стане познат беше пеец. Нема, дали ја виде, дали го следиш ова степенување во граѓански чин, подвиг, хероизам. Сега чекам дем кај ќе завршиш до финалето. Еве, одма да ви кажам, не поддржувам овој човек да има политичка кариера, затоа што за политика треба нешто поише од овој чин, но за овој чин треба да му даваме благодарност и не смее да оди у затвор за ова. Толку. Тоа е се што може да кажем. Денеска како што разбрав има протест. Во Битола. Во Битола во има протест во 6 пред полициската станица, за жал не можеме да се организираме од живо таму да Ако сакате може да отидеме да се прошетаме до Битола, поручик. Не, за да можеме да снимиме материјал. Ако сакате тоа е битно, нели, не е битно нешто друго. Драго, па не, материјали сигурно ќе има снимено и од Меѓутоа друго е кога човек е таму на лице место, нели? Но ако сакате можеме вечер да се и заедно ќе идеме, ќе се прошетаме до Битола. У Прилеп ќе јадеме скара, пошто Битола многу скапо е. Се шегувам нормално. И ќе отидеме да го погледнеме овој протест и зошто да не му дадеме поддршка на овој човек. Сметам дека треба да има масовна поддршка протест. Треба да има масовна поддршка. Но чекај како што имаше вчера поддршка, сите видовме по социјални мрежи. Сега треба да има масовна и физичка поддршка. Чекај, да не заборавиме уште една работа, дека кога зборуваме веќе на ова скапо гориво од Скопје ако тргнете кон Битола, вие сте стварно патриоти. Кога зборуваме за чин за хероизам, еве тука имаме човек кој што беше вклучен во тие процеси, да не забораваме дека една голема исто така звезда буквално во моментов субјективен сум, најдобриот македонски оперски пејач Игор Дурловски, исто така ја одби амнестијата, што е еден високо морален чин. Што е не само високо морален. Да, тука и голем, да. Тука е голем чин со големи ореви, со големи ореви. Да, не зборам дека и претседателот на Социјалистичката партија Лјупчо Димовски исто така излезе на црта и се впиша во историјата со тоа одбивање да влезе во тие комбинации околу амнестијата, меѓутоа Дурловски, пази, сега да не заборавиме. Не знам дали знаеш. Пред да биде притворен, недела дена пред да биде притворен, Дурло е солист на Хонконгшка опера. Слетува во Хонконг, доаѓа од аеродром човек, вика не сте вие за Делов, кај што се обичните патници, дојдете со мене во Випот, јас ќе ви го средам ова со пасошот, надвор го чека од Хонконгшкото Министерство за култура, Лексус со сите нешта да го однесе до хотелот и да му е на располагање додека како звезда настапа во Хонконг. Се враќа од таму, завршува во притвор и ево го сега повторно, беше во Палермо, имаше настар исто како солист. Значи еден види. Сега пази сега, наместо да си го гледа човекот кариерата, он со самата своја кариера ја прославува Македонија. Сите го знаат дека Македонија. Тој избра, нели, да влезе во Иначе само да ви кажам,
еден негов настап во Европа или во Хонг Конг, он има чисти пари за него, заработува минимум 50.000 евра. Само да кажам, зашто викате, он избра да влезе во собрание, предпоставам ќе продолжи. Он влага показно во собрание. Буквално. Не, тој избра да застане на страна на луѓето кои што протестира знаејќи што ќе се случи. Се случи Преспански договор, се случи договор со Бугарија, се случува пази се случува И уште гледам дека е на правата страна. Уште нема, да. Уште е на правата страна. Драга, може ли ние да им поднесеме сега на овие што, например, еве се за едно дело, еве, не е проблем, ние имаме многу мал буџет како радио, но можеме да го изфинансираме за тоа, за да поднесеме една кривична пријава, мислам дека минимални се трошоците. Може ли да поднесеме кривична пријава за фашизам, за славење на фашизмот, да им поднесеме на овие кои го направиле културниот клуб Ванчо Михајлов, плюс да ги додадеме во делото како... Да, Јотова и Петков, да. Јотова Петков, но да го додадеме во кривичното дело и Оливер Спасовски, кој сега спроведува преку ова него, едноставно да им ставиме на терет нив кривично дело затоа што промовираат фашизам во Македонија. Секој може да пушти кривична пријава против секого ако смета дека направил кривично дело. Сега треба да се разгледа затоа што имаме посебна глава во кривичниот закон, кривично дело против државата. Сега тука треба да се видат. Треба да се види велепредавство како кривично дело, ставање на Македонија во починета положба со друга држава. Да, тоа посебно треба да се види како дело. Колку и треба да се размисла во починетава. Мислам дека е најмалку 5, не ме фаќа за збор, не може да ги памти човек сите години за најмалку 5. Мислам. Ова фашизам предпоставам дека е по верска политичка нетрпеливост. Веројатно ќе биде предизвикување расна верска политичка нетрпеливост, ама повеќе ми држи друго. Не, добро, вие на пример еве се овие што го формирале клубот несрекници ве 4-5 тама, што ги нашле од Битола, тие се за предизвикување верски. Тие се за Нели читал. Читал и бугарин станал. Да, тоа е едина нација со читање. Заспал и се разбудил. Да, бугарин. Ама читајќи тој му одлегнало и се разбудил како бугарин. Ама не види, ова, значи овој народ што трпи овие години. И не само тоа, сеќаш, излезе премиерот со конвенција за човекови права на Советна Европа да го брани бугарскиот културен клуб Ванчо Михајлов. Па добро бе, таа конвенција 14 пресуди. Заради тоа што народот тоа го трпи, вчера за предизвикан пожар имаше апсолутна поддршка некој. А дали смеам ја на пример да отидам и да формирам невладина организација Сдружение за уништување на социјалдемократијата Јозеф Сталин. Ќе дадат ли да го регистрирам? Нормално дека нема ти да. А зашто не пробаш? Нормално дека нема. Дај да се собереме. Чекај. Прво нема да го направиш тоа. Ја нема да дадам. Второ, зашто да не? Да, не. Да пробаме. Второ, сигурно дека нема да биде регистрирано. Меѓутоа тука доаѓаме до Културен клуб на грузискиот народ Јозеф Сталин. Ајде бе, чекај, тука доаѓаме до на друга тема. Јозеф Сталин бар не изгрешил ништо за разлика од Ванчо Михајлов. Тоа светска историја што имаат дебата. Тука доаѓаме до една друга тема, до темата Рената Десковска и нејзиното објава во јавноста дека таа како министер за правда има негативно мислење за регистрација на клубот. И се еве правниците прашуваме како од тоа писмо, таа јавно го објави писмото со нејзин подпис, така? Да. Значи таа вели јако министер за правда не дозволувам да се како е регистриран клубот. Имавме две толкувања. Пример, види. Пак ќе се вратиме уште еднаш. Ја немам никаков проблем да има бугарски културен клуб во Македонија. Не бе, нека има. Кој има против? Нека се вика, не знам, Пејо Јаворов, кој сакаат поет, пејач, политичар, нивни некој достоинствени. Нека има и кенijski клуб во Македонија. Кешки да имаше и кеници да биде малце поинтересно општество. Меѓутоа, кој има против тоа? Многу скопјанки се согласат со тебе. Во однос на Рената Десковска, како е регистрирана? Како е можно прво да е одбиено па да биде прифатено? Стварно не знам. Од друга страна, не сакам да се правам многу паметен на теми во кои што не сум стручен. Фирма до сега како правник никош не имам регистрирано. Да. Но по тоа што го прочитав, мислам дека се запазени процедурите при формирањето на клубот. Ама чекај, акт има на Министерството на правда. Мислам дека дозволено да се направи. Ама чекај, што со актот на министерката? Тој акт не може така. Да, но потоа Бојан Маричич, уште еден квислинг, издал значи има две толкувања. Или Бојан Маричич издал нов акт, или Централен регистар
Чекај, централен регистар може спротивно на писмо на министерката да постапи? Не. Ја мислам дека не може. Мислам дека не може. Не може. Па како е ова регистрирано? Мислам дека не може. Се уште останува мистерија како е регистрирано. Не, јас знам како е. Види, Фашистичкиот клуб. мојата претпоставка е дека Зоран Заев телефонот, Маричич министр за правда и тоа вака проедрило регистрацијава со цел да покаже. Нели се пласира и тезата? Ако помали проблеми направивме со тоа што го регистрирав на клубот, откако поголеми ќе беа проблемите доколку не им дадевме да се регистрира клубот. Кои проблеми беа ќе беа? Чекај да малку збориме правни процедури и постапки од држава, не збориме политика. За формирање културен клуб. Не знам дали знаете, ова е интересно со правото. У Македонија сега СДСМ ќе сака да ги заташкува работиве што ќе се случуваат со идниве вакви предавства со кривични процеси кои ќе ги води кон луѓе блиски до себе, кон Мухамед Зекири и такви. И многу интересно е што тие луѓе блиски до СДСМ, бивши функционери, има па дури бизнисмени такви луѓе, више имаат датум кога ќе ги апсат. Знаете. Тоа е новото низ кулари беше? Да. Види, за Мухамед Зекири јас и Лјупчо од почетокот зборуваме дека она што му го прават исто е лошо. Имаш како ти каже, има мерки кои што може да се користат. Пак ви кажам, притворот ке не се користи како казна. Не се користи како мерка за обезбедување присуство. Зашто не куќен притвор? Да. Кои се во моментов условите под кои сега функционира, да речеме, како заточеник, како заточеник, ова е добар термин, Ламбе Алабаковски. Како, шо пре сега е? Он сега во Келија сам со поише луѓе, како изгледа тоа? Сега зависно од притворското одделение каде што се наоѓа. Притворското одделение во Скопје функционира на систем на приемно одделение, па потоа му се дава соба каде што го седи притворот, дури додека траја ковид мерките, прво беа 7 дена во изолација, па ги стават, а тука во затворот каде што е сместен, стварно не знам како му се условите, ама би требало да е во соба максимум со уште еден човек, а по окей не верувам дека е. Значи притвор е најнеубавото нешто што може да ви се случи во животот. Па затоа му го дава. Условите се хорор. Па затоа му го даваат на Ламбе. Може би не знам во затворот кај што се наоѓа какви се условите, можам да ви кажам. Горан Ангелов беше 2 години во притвор скоро во Скопје, ако не повеќе. 2 години беше во услови кои што беа тотално одвратни. Таму каде што идеше поголема нужда, таму пиеше вода. Такви се условите во притворот. Имаше едно мало прозорче од 30 на 30, од кој што и тоа на висина од 4 метри, од кој што гледаше дневна светлина. Тоа се притворски услови. И затоа притворот е казна. Не човечни се услови. И во моментов Ламбе се наоѓа во една таква средина, да. Нормално на повик од министрот за внатрешни работи, да не го заборавиме тоа, дека ама не можеме да го забравиме, па нити можеме да го премолчиме, сите го видовме вчера. Не е рекла казала мовет, го слушнавме. Не, апсолутно се согласувам. И сега, чекај, одиме понатаму сега, околу ги загат на уставобранителите. Докаде се сагата е околу целата ситуација? Значи, поднесени се веќе представки, писмени поднесоци до Врховниот суд на Република Македонија, но помина повеќе од година дена од кога ги поднесовме. Да, пред некое време од Фокус, редакцијата, дознавме дека предметот се уште не е ни пратен во Врховен суд. Се уште не е ни пратен во Врховен суд на одлучување. Затоа од редакција Фокус не дознаме се. Дел од новинарите го истражувале предметот. Добро, и дознале дека предметот се уште не е пратен во Врховниот суд на одлучување. Се уште во за фашизмот на Бугарија. За фашизмот на Бугарија. Се уште одлучувале за трошоците на Друловски, се извинувам. И за колаборационистичката, квистичката влада во Македонија, сега ќе ви демонстрирам еден пример. Пред малку стигна реакција од Омо Илинден Пирин, македонска организација во Бугарија, која не носи, на фашисти име носи Омо Илинден Пирин, 3 македонски символи. Од Омо Илинден Пирин велат и нашиот клуб беше искршен и запален, ама во Бугарија никој не реагираше. Значи министрот за внатрешни работи на Бугарија не повикал. Македонските власти се откажуваат од Омо Илинден Пирин, се откажуваат од македонците во Бугарија, се откажуваат да се борат за нивните права, се откажуваат да се борат за нивниот јазик, додека
на овие фашисти кои имаат купено некои несреќници таму, сите луѓе со некои трагични животни истории, трагични животни навики од субстанци, ги наоѓаат и формираат таму некаков бугарски културен клуб. Тие луѓе отворено промовираат фашизам. Нашите луѓе само се борат за своите права во Бугарија, ги тепаат, ги газат, ги затвараат, не им дозволуваат да се регистрираат, им го кршат штабот и таму никој не реагира. А овде, оној несрекник Оливер Спасовски вчера стана и обвинител, стана и судија, побара притвор, пробара све. Погледнете ја разликата помеѓу Бугарија и Македонија. Не коментар. Тоа е се што можам да кажам. Можеме на ова да се вратиме, слушаш ли ова? Што? Представка што ја поднале до Врховен суд за уставобранителите. Пред година дена е поднесена. И се уште ја чуваат во фиок. И чекай, кој треба да одговара за ова? Чекай, дали ова е кривично дело, затоа што за доцната правда нели е исто така кривично дело? Ама искаче дека правната како намерно да биде за доцната. Затоа што нас ни треба пресуда од Врховниот суд, ваква или онаква, за да можеме после да продолжиме кон европските судови. А намерно мислиш кога ќе тоа? За да не може понатаму да оди постапката во Страсбург? Дали е намерно или не е намерно, не знам и нема да коментирам, но гледам дека предметот е година дена во основен суд. Веројатно, како што разбрав, заради одлучување на трошоци за постапка за Игор Дурловски. Што е неверојатно. Кои трошоци? Добил ослободителна пресуда човекот. А и сега државата треба да му плати штета. И треба да му ја плати одбраната прво, па после да поднеси тужба за штета за тоа што беше во притвор. Го информиравте Игор за ова дека Па мислам дека дури и вест се појави на фокус дека предметот да се уште затоа што Игор е многу осетлив на прашањето околу уставобранителите. Добро, знам, се познам лично со него. Кога ќе го дозна Игор ова, Игор ќе има многу оштра реакција, треба да има. Еве, јас имам внатрешен револт заради ова. Значи ја ова го слушнав од одредени новинари кои што го испитуваат предметот. Да се надеваме дека е рекла казала мовет, ама не. Предметот се уште нема бројче од Врховен суд. Има една убава книга Ернест Хемингвеј. Вели, се вика за кого бијат камбаните во нашата просветителска дејност, да им посочиме на слушателите што да читаат, нешто добро. Во книгата има еден така диалог каде што го прашуваат еден од протагонистите дали е комунист, инаку станува збор за шпанската граѓанска војна, тој вели не сум комунист, јас сум антифашист. И го прашуваат од кога си антифашист, и тој вели од кога разбрав што е фашизмот. Така веројатно и во Македонија сега многу луѓе ќе си ги обноват овие многу генерации кои едноставно живееле во благодетите кои ги носи прво социјализмот во Македонија, па потоа и овој злобен, гнасен и одвратен капитализам олигархиски во последните 30 години, но двата системи со многу дефекти, но барем луѓето можеле да се чувствуваат така како што сакаат да се чувствуваат. И сега малку овој фашизам од страна на власта ќе разбуди многу духови. Знаете кај е проблемот? Многу луѓе го бранат Ламбе. Кој тој што ја брани власта во моментов? Освен тие 5-6 несреќници кои ги Не, нема никој, сите се повлекува. Јас мислам дека они имаат и внатре проблем сега со СДСМ. Па мислам дека нашиот гостин од утре ќе ни говори на овие прашања. Ја имав на тема повеќе статуси вчера на Facebook, буквално добив само поддршка за тоа што го напишав, едино бев нападнат од неколку бугарски профили. Ето тоа. Тоа е државна политика на Република Бугарија. Многу веројатно. Тие ги плаќаат, знаеш дека Бугарија плаќа ботори. Не знам ни кај ме нашле. А може да се и тукашни тие? Не, нема тукашни. За жал, знаеш што е проблемот? Бугарија со години се труди да најде во Македонија квисинзи. Па нели направија партија, како се ГДУ. Ама тој не се представуваше како бугарска партија, тој Петар Колев. Меѓутоа сега се представува отворено. Сега да, ама претходно беше граѓанска демократска унија, таму сите етникуми ги обединува и така натаму. Во Бугарија не, значи во Македонија сем Љупчо Георгиевски, пар други вакви како овие несреќници, некој од Велес, некој од Љупчо има моменти кога настапува луцидно. Бугарина.
сега. Што сака, како сака нека настапува Лјупчо Па е премиер Георгиевски? бил на Македонија, немој така. Па што сака нека биде? Немој така. Он кога беше премиер збореше за Александар Македонски и за сите тие ствари, после од кога заврши со премиерот и он со премиерската работа почна да чита книги и он стана бугарин. Добро, меѓутоа пази се, првата победа на Бугарине. Првата победа на демократската. Мене интересира, што Мене сака ме нека интересира биде? првата победа на демократската Фалсификатор. опозиција против Сојузот на комунисти и незините наследници, ја водеше тој. Немој Фалсификатор. така. И негов идеолошки наследник е Зоран Заев. Толку. За жал. Тука се направи тоа ВМРО ДПМН после тој Ги склопи и ти за коцки. ВМРО ДПМН по падот на Лјупчо Георгиевски стана партија која поише во своите ставови го восприми, како да кажам, антифашизмот, партизанската борба и така натаму, стана партија која отиде идеолошки и ја прифати историјата и начинот на поимање на работите кон минатото на Сојузот на комунистите, а СДСМ ги прифати ставовите на ВМРО од 90-тите. Не, ВМРО од 90-тите немало пробугарски ставови. Како немало? Извини. Овој Црномаров, И го избрка од партија, го избрка од партија. Го избрка од партија. Па го избрка кога едноставно Не, 90-тите го избрка. На почетокот. Кога разчисти. Не, на почетокот. Са нема и ти со измислици историски. Не си историски измислици. Па не го памтиш тој период. Денес СДСМ Ти е кога си наследник 92 година е од Црномаров вон ВМРО, еве да ти кажам. 92. Како командир го ставиле на полиција убитола 98. Ама 98 он е тргнат. Ја само би ве замолил двајцата, ако можеме да привршуваме затоа што имаме буквално за 25 минути судење. Нека привршиме еве сега за при крај сме, да. Да. СДСМ денес со ова што го покажува дека е пробугарска партија во Македонија, но за жал и членовите на СДСМ се истакнати антифашисти, луѓе кои не го прифаќаат тоа. За нив на жал, за наша среќа. Како држава. А чекај, од диаспората мене ми стигаат пораки, тие одамна велат дека Заев е бугарофил, ваков, таков, онаков. Мојот одговор секогаш бил дека не бе, тој само гледа практично и прагматично. Тој е трговец, ништо повеќе. Па сите Ти што мислиш, бе? Ја мислам дека и Зоран Заев и оние кои се онде како се вика, што го направиле клубот фашистички, се најобични платеници. И ништо поише. Тоа се луѓе кои се. А кој го платил? Чекај бе, абе на тие 5 души, на тие 5 души се ја и ти Нели бизнес има милиони, има, 100.000 евра, они ќе станат застапници на ескимски клуб Кензо Танге во Скопје. Иако Кензо Танге е јапонец, да. Значи, тоа се платеници најобични. Тоа се најобични платеници, ништо повеќе од тоа. Платеници, платени од Бугарија да формираат клуб и да ги во Македонија да ги разгорат меѓуетничките тензии. А чека, за истиот тој клуб беше она сопругата која го Па за искаш тој така? беше, да. А и тоа беше, чек. Па, Да. значи тоа беше како генерална проба. Нели тогаш се наредија председател, премиер, министр за надворешни работи на Клубот е направен за да биде овој бугарски клуб и неговото шоу Сапуница да биде целосно, уште сега да дознаеме дека Ламби имал афера со сопругата на тој што го запалил. Ќе биде хаос во држава. Навистина ова веќе нема никаква смисла. Тој клуб треба да го избришат институциите за да немаме проблеми таму. Да, за тоа види се согласам целосно дека еве нека не го избришате. Предлогот би бил супер да ние како македонци отвориме македонски културен клуб Ламбе Алабаковски во Бугарија. Што ви фалело на таа Ламбе идеја? бар пеач, има врска со Има врска со култура. Пеач, ама барем има врска со Мислам дека нивото на провокација е исто, дури и помало. Зашто да не? Па и тој нека биде запален. Ќе биде сигурно. Да, зашто би бил запален? Да, така мислам. Обична предпоставка, не дека нешто. Али мислам дека ќе биде запален, тоа побрзо него што беше запален Дончо Михајлов. Ќе видиме, еве Зорица Данаиловска вели, зошто не истражите кој потпишал за да се отвори тој фашистички или истражуваме, но нема истражуваме, виновникот се вика, почитувани слушатели, Бојан Маричич, тој е човекот кој треба да донесе правда, но очигледно е квислинки работи за Бугарија. Еве, ова не го знаев, Перо Ангелов македонец,
Љупче, вчера дури и Миленко Неделковски ти даде поддршка за твојот фейсбук статус за ламбе и против фашизмот. Историско помирување. Чим ја и Миленко сме се сложиле, значи нешто стварно ептено. Ова историско помирување. Нашиот народ добро рекол, кај што вода текла, пак ќе тече. Нема никаква врска. Јас и господинот Неделковски имаме диаметрално спротивни светогледи за многу работи што се случуваат во Македонија и така натаму, но ете чим што па со Борјан Јовановски сум се сложил за многу работи, за многу не сум се сложил, тоа е убавината на демократијата. Борјан може многу да ни каже за ламбе, затоа што се познаваат како роднокрајци. Знаеш дека ламбе е од Љубојно, а Борјан е од Брајчино и мислам дека имаат еден личен однос. Мислам дека не се роднини, меѓутоа блиски се. Знам дека со Борјан сме правиле често муавети за ламбе, за неговата кариера и така натаму, така што Борјан може други да ги потврди овие приказни што ги зборувавме, знаеш, излезе една приказна дека можно е во семејството на ламбе да има една голема лична трагедија поврзана со Втората светска војна. Го прочитавте. И тоа е една работа која што Инаку јас вчера разговарајќи треба да се доистражи, така. Некои луѓе дознав дека Ламбе Лабаковски е поранешно духовно чедо на Партениот Бигорски, на духовно чедо кое го има напуштено Партенија во моментот кога тој почнал да шири пропаганда дека ние сме бугари. Сега ова ми е пак непотврдено, затоа што излегуваа некакви теории на заговор дека он уствари бил близок со бугарите, затоа што бил со Партенија. Партенија му ги знаеме ставовите за црква мајка дека не била бугарската и сите тие глупости кои ги говореше, но на крај излезе работава малку поинака. Не, види, знаеш зашо и се има една друга работа, може делува камо се профано без врска ова. Меѓутоа, нели се отвори еден ресторан на манастирот, се вика Куќа на мијаците. И во менито пишува дека мијаците како славјано-македонско племе, и тоа возбуди некои духови, затоа што славјано-македонско прозручува чудно, еве така да кажем, што се смета да се каже дека мијаците се само една македонска група, нели? Не мора да се, значи македонски за славјански народ. Кога зборуваме за Срби, не зборуваме славјано-срби, не викаме славјано-руси, или славјано-украинци, или славјано-пољаци. А колку би звучало точно славјано-бугари? Па не е точно. Немој така. Словенскиот карактер на Бугарија е многу дискутабилно. Добра, ама сепак словенски народ, словенски јазик се да не одиме и некој крајности. И словенска култура баш не е. Штом спомна дека еве се приближил со Миленко, почна да го дрмаат некои. Бугарите една од најголемата цивилизацијска придобивка која планетата ја има од бугарите, еве им признаваме. Шопската салата не е бугарска, таа е македонска и српска мешана, сите ја имаме, но јогуртот е чисто бугарски. Ајде, како се вика бактеријата? Сега тоа не знам. Стафилококус булгарикус. Стафилококус булгарикус. Почитувани слушатели, тука негде е крајот на денешната емисија. Мора да се бориме против овој само стафилококус булгарикус преку фашизам кој доаѓа во Македонија, антибиотикот за фашизам. Не, за не беше стрептококус, чекај се. Не е битно, важно ќе не цитира, така сме сгрешили. За бугарите и нивниот фашизам во Македонија има само еден лек, лекот се нарекува антифашизам. Лекот кој успешно го употребивме како народ во Втората светска војна и затоа добивме држава денес. Сега треба повторно да го употребиме на еден или на друг начин. Денес е 8.6.2022 година. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер. А оваа емисија ја реализиравме заедно со мојот коавтор Ивица Боцевски и заедно со техничката реализација на Горан Лазаровски и Димитар Митровски. За самиот крај можам само да ви кажам: смрт за фашизмот, слобода за народот.